Сурогат мајчинството е воведено во Македонија пред неколку години и во основа тоа представува раѓање на дете за друг. Регулирано е во Законот за биомедицински потпомогнато оплодување и во основа може да кажеме дека во Македонија е прифатен моделот на алтруистичко сурогат мајчинство, каде што не се предвидува одредена надокнада за сурогат мајката, за разлика од оние држави кај кои што имаме и комерцијално сурогат мајчинство, односно каде што е дозволено и вообичаено плаќање на сурогат мајката. Исто така во Македонија е присутно само така нареченото гестациско сурогат мајчинство, поради тоа што сурогат мајката во Република Македонија не смее да има генетска врска со детето, односно се користи јајцеклетката на намераваната мајка, односно донирана јајцеклетка. Сурогат мајчинството во светот денеска е присутно во голем број држави. Во Европа има се поголем број законодавства кои што го воведуваат и го регулираат сурогат мајчинството, со тоа што постојат сериозни дилеми околу тоа дали треба да се прифати и дали треба да се регулира. Првата и посериозна е дилемата поврзана со фрагментацијата на мајчинството, затоа што сурогат мајчинството во основа доведува неизбежно до фрагментација на мајчинството. Кај сурогат мајчинството едно дете може да има дури до 3 мајки, тоа може да биде жената која што ќе го роди детето, сурогат мајката, жената која што ја донирала јајцеклетката, ако се работи значи за гестатиско сурогат мајчинство, тоа е односно генетската мајка, и мајката која што ќе го чува и одгледува детето. Така што концептот на мајчинство веќе се фрагментира, а од секогаш во историјата познато е дека мајка на детето била жената која што го раѓала детето. Тоа е првиот проблем. Понатаму, оние кои што го критикуваат сурогат мајчинството наведуваат дека со сурогат мајчинството доаѓа до можност за експлоатација на жените, односно дека сурогат мајки се најчесто жените од најниските социјални слоеви кои што немаат друга опција за обезбедување на средства за екзистенција за себе и за своите семејства и се принудени да склучуваат вакви договори за сурогат мајчинство. Исто така се смета дека со сурогат мајчинството се воведува комодификација во процесот на репродукција и се третира и жената и детето кое што таа го раѓа како предмет, односно ствар, што се разбира дека ги нарушува нивното достоинство и дигнитет. Но од друга страна се разбира дека има бројни аргументи во прилог на сурогат мајчинството, тоа е дека на овој начин се остварува репродуктивната слобода, односно дека оние парови кои што не можат да добијат дете на друг начин, им се овозможува преку сурогат мајката да добијат дете. Исто така, тука се спомнува и индивидуалната слобода, слободата на договарањето и така натаму. Така што, значи, аргументи и за и против има, и поради тоа има голем број разлики во законските решенија во однос на сурогат мајчинството. Некои држави го забрануваат, како например Германија, Франција или Италија, но се поголем број земји во Европа го дозволуваат и го регулираат, и Република Македонија е една од тие држави. Има неколку спорни моменти во однос на регулирањето на сурогат мајчинството во нашето законодавство, односно во нашиот закон за биомедицински потпомогнато оплодување. Според мене, прво и најспорно е тоа што сурогат мајчинството се предвидува само за брачни парови. Тоа значи дека само брачен пар може да склучи договор со сурогат мајката, и ова е спорно затоа што во сите други сегменти од законот за биомедицински потпомогнато оплодување, постапката за биомедицински потпомогнато оплодување може да ја користат не само брачни парови, туку и вонбрачни парови, па дури и сами жени. Значи, само кај сурогат мајчинството, без некоја сериозна и оправдана причина, се предвидува дека може да се јават само брачни парови. Исто така, би можеле да кажеме дека со сурогат мајчинството и можноста брачни парови само да склучуваат договори за сурогат мајчинство, може да говориме и за одредена дискриминација помеѓу мажите и жените. Таа дискриминација се состои во тоа што сама жена, според нашиот правен систем, може да користи постапка за биомедицински потпомогнато оплодување и да добие дете. За разлика од тоа, маж не може да склучи договор со сурогат мајка и
да го чува и одгледува детето, како што тоа може сама жена, затоа што за сурогат мајчинство е потребно, нели, брачен пар да склучи договор. Исто така многу е спорно тоа што во Република Македонија се предвидува можноста не само да се користат донирани репродуктивни клетки, значи брачниот пар може да користи сперма или јајце клетка, туку може да се користат и донирани ембриони. Како резултат на ова законско решение имаме една уникатна ситуација во Република Македонија, која што не е присутна во другите законодавства. Парот кој што склучува договор со сурогат мајката може да нема никаква генетска врска со бебето. Тоа значи дека ниту таткото, ниту мајката нема да имаат генетска врска со детето, и исто така нема да имаат ни биолошка, заради тоа што мајката, нели, нема да го роди детето, туку тоа ќе биде родено од страна на сурогат мајката, и се чини дека ова решение е прелиберално, затоа што не е присутно во другите законодавства и затоа што на овој начин практично парот нема никаква генетска врска со детето, што е идентична ситуација како кај посвојувањето. И се поставува и логичното прашање зошто тогаш овој пар не би посвоил дете, туку оди на договор со сурогат мајка, а со посвојување на дете се разбира дека ќе се оствари една хумана мисија, некој детенце кое што без своја вина останало без родители ќе добие семен дом. Друго што е спорно во законот е тоа што не е прецизно дефиниран договорот кој што според законот треба да склучат сурогат мајката и намераваните родители. Во законот се вели дека само тие склучуваат договор, меѓутоа не е јасно што е предмет на тој договор, кои се врските на двете договорни страни, што се случува ако едната од нив не го почитува договорот, понатаму што е предмет на тој договор, дали жената дава само услуга, дали се купува бебе со договорот за сурогат мајчинство, така што и самиот договор би требало многу попрецизно и подетално да се регулира. Исто така спорно е и тоа што со законот е предвидено дека сурогат мајката веднаш по раѓањето на детето е должна, според нашиот закон, веднаш да го предаде бебето на родителите и тие се запишуваат во матичната книга како родители на детето. Тоа е спорно затоа што навистина представува одстапување од онаа вековна максима Mater semper certa est, односно дека мајка на детето е жената што го раѓа детето. Во некои законодавства, например во Велика Британија, и покрај тоа што има договор за сурогат мајчинство, жената, сурогат мајката која што го раѓа детето, се запишува како мајка во матичната книга. И дури после 6 недели од раѓањето на детето, родителите може да поднесат, намераваните родители, барање тие да бидат запишани како родители во матичната книга, но за тоа е потребно да донесе одлука судот. А кај нас имаме доста либерално решение, според кое сурогат мајката уште пред да биде вештачки оплодена, значи се откажува од своето родителско право и сега во правната теорија се поставува прашањето дали родителот може да се откаже на овој начин однапред од своето родителско право. Исто така, доколку се има предвид дека во нашиот закон немаме ограничувања во однос на тоа која жена може да се јави како сурогат мајка, значи може тоа да бидат и блиски роднини, а таков случај веќе имаме, значи тоа доведува до пореметување на самите семејни односи, да кажеме доколку една жена роди дете за својата ќерка, таа истовремено ќе биде и баба на детето и мајка на детето, бидејќи таа го раѓа, така што имаме пореметување на овие семејни односи. Слична е ситуацијата и ако сестра се јави како сурогат мајка за својата сестра. Така што во Република Македонија, можам да заклучам, се уште немаме доволно емпириски искуства како ќе функционира сурогат мајчинството, бидејќи нема голем број случаи. Законот е релативно нов, меѓутоа ми се чини дека барем овие неколку работи кои што ги споменав би требало да претрпат измени за нашиот закон навистина да биде соодветен на потребите и да ги штити интересите на сите инволвирани, значи и на намераваните родители, и на детето, и на сурогат